намерата е и во тоа да се разводни работата, да се намалат казните и да дојде до одредена застареност, а застареност е пречка. Законска пречка да се некој кривично гони. Секој кој што грешил треба да одговара. Реваншизам не. Меѓутоа, одговорност пред словото на законот, да. Ако немате правна безбедност во животот, вие не може да кажете дека живеете во држава која е правна или демократска. Дали би влегле во влада заедно со Зоран Заев? Воопшто не размислуваме на таа тема. Сите треба да имаме цел во животот, каде сакаме да стигнеме и што сакаме да направиме. Една од клучните работи во будењето, според мене, е преземањето на одговорност, преземање на 100% одговорност за сопствениот живот. Екс-премиерот Никола Груевски се спаси само од едно обвинение, бегајќи од морална и политичка одговорност, но очигледно груевизмот се уште е присутен во македонската јавност. Од Уставниот суд, судиите, но и адвокатите се уште како да го штитат. Очигледно, нема спас во македонското правосудство. Тоа е првичната оценка на поранешниот председател на Врховниот суд Дане Илиев. Па јас сум изненаден да едно такво прашање дојде на расправа пред Уставниот суд, затоа што според Уставот на Република Македонија, Уставниот суд ја оценува уставноста и законитоста на законите кои се носат во нашата земја. Така да надлежност да оценува казни предвидени во кривичниот закон за определени кривични дела или за ставови од кривични дела, мислам дека е преширока надлежност негова и тој не може да биде законодавец, не може да изиграва улога на законодавец. Само законодавецот може да го менува кривичниот законник. Дали е ово обид да се протурка идејата да се амнестира дел од политичките елити? Па не знам јас за позадина таква. Веројатно ќе се дојде до тако заклучок како се случи нешто такво. Јас се изненадав, зашто Уставниот суд па не расправа обратно за сега да расправа за високи казни, дали се во соглас со Уставот, зашто не расправа дали па некои казни треба да бидат уште повисоки, односно ниски во спротивно високи. Така да од тоа ќе видите која намерата, односно која е позадината на иницијативата за оценка на уставноста на одредено кривично дело и неговата запретена казна. Дали на мала врата се прави обид да се протурка идејата на некој начин да застара делата поврзани например со аферата прислушкување? Па може и да се случи и тоа да се случи ако дојде до таква одлука на Уставниот суд, да се издействува поблага казна, од и застареноста е протек на време осторувањето на делото, од кое зависи можноста да се врши кривичен прогон или да се суди кривично некој застарено кривично дело. Така да, ако казната за одредено кривично дело се намали, рокот на застареност ќе биде помал. Рокови за застареност предвидува кривичниот законник наш од 30 години па до најлесните кривични дела 2 години. Исто тоа што определува за кои кривични дела нема застареност. Тоа се геноцид, воени злоустройства и така натаму. Што мислите, зошто во овој миг се дава ваква иницијатива, се излага со ваква иницијатива? Па она се што се случува, ако нас сите настани што се случуваат, еве и застареност на некои кривични дела од што се во тек за судењето, упатува на таква интенција и на таков заклучок кој би произлегол доколку дојде до усвојување на таква уставна иницијатива. Мислите дека со ова се прави обид на некој начин да се разводни целата афера со преслушкувањето и сите овие предмети кои се водат до сега се воде од специјалното јавно обвинителство, сега републичкото обвинителство ги презема? Па на некој начин и тоа укажува дека и намерата е во тоа да се разводни работата, да се намалат казните и да дојде до одредена застареност, а застареност е пречка. Законска пречка да се некој кривично гони или некој да се кривично суди. Дали ова значи дека и натаму се проблематизира и останува спорно владењето на правото и реформите за кои постојано се заговара дека се неопходни во правосудството? Точно е, вашето прашање го содржи одговорот. Тогаш ќе живеете во едно нестабилно време правно, а правната безбедност на граѓаните на Република Македонија е една од најважните. Ако немате правна безбедност во животот, вие не може да кажете дека живеете во држава која е правна или демократска.
Што значи сакате да кажете дека ке нас и натаму правната сигурност е под знак прашање. Така е. Што правиме тогаш со да докажеме дека сме правна држава? Па треба да се држиме до законите и до уставот и законите, да судиме, да постапуваме, да оценуваме, да реформираме така како што уставот го предвидел и казниниот дел на живењето на законодавството и оној другиот дел на одправната сигурност на граѓаните. Кому му одговара да се заопиколи правната законитоста? Па ќе видите тоа, бргу ќе испаде на виделина доколку дојде до усвојување на таа иницијатива, ќе видите на кому му тоа одговара. Ќе видите кои кривични дела ќе застарат, кои кривични предмети ќе застарат, за тоа никој нема да носи одговорност, некои дури ќе бидат наградени и сето тоа ќе испадне на површение, граѓаните ќе имат можност да оценуваат кој како постапува во рамките на своите надлежности во сите институции, од Уставниот суд па редовните судови и така натаму. Мислите ли дека дел или најголем дел од предметите кои беа водени од аферата прислушкување ќе добијат правна разврска? Па јас сум убеден дека ќе добијат. Нема кривичен предмет кој е заведен пред судовите да не добил правна разврска. Ваква или онака, па макар и ова е и застареноста е правна разврска, но сум убеден дека судовите нема да дозволат да кривични дела застаруваат, да не дојде до судење на сторители на кривични дела. Кога зборам за судење, значи може да се случи да бидат ослободени, не значи тоа дека секој ќе бидат осудени. Така да не верувам дека судиите ќе се навлечат на таква одговорност и застареност на судење, на стапена на судење, значи еден од најтешките облици на одговорност на судијата кој во текот на својата кариера дозволил да предмет негов застари во текот на судењето. Ги спомнавте судиите на крајот, зошто досега нема ниту еден судија против ниту еден судија нема покренато обвинение, доколку се огрешил пред закона, а има многу мина предпоставувам. Па не знам, има и суди и обвинители. Тие што треба да покренуваат постапка се обвинителите. Веројатно улогата меѓусебното се штитат меѓу себе треба да се најде причините зашто е тоа така. Иначе има многу правни факти, а и реални факти кои укажуваат и на едни, и за едните и за другите. Ви благодарам за разговор. Благодарам на вас. УА суди. До пред една деценија фудбалот се сметаше за машки спорт, но денеска на фудбалскиот меч Саса Шкендија од еден поинаков агол. Жени судат, жени играат фудбалски меч. Сторија на Ангела Рајчевска. И жените можат да играат фудбал и умеат да делат правда на фудбалски надпревари. Нашите ФИФА судики Ивана Пројковска, Билјана Миланова и Елена Соклевска-Илиевски рамо до рамо со мажите делат правда на домашна и меѓународна фудбалска сцена. Ивана Пројковска ја започнува својата судиска кариера во 2003 година. Таа е дипломиран криминалист, ја завршува својата магистерска по форензичка физика, а работи IT. Завршив математичка гимназија средно, па потоа на факултет за безбедност, односно полициска академија, потоа се запишав на форензичка физика и безбедносни науки на два факултети паралелно на постдипломски. За да денеска работам сосема нешто трето. Работам за една IT фирма, произведуваме софтвер за фудбалски федерации. Значи пак е поврзано со спортот, меѓутоа искрено не е лесно. Ми помага многу судењето во работата, поради тоа што ги знам правилата, така да полесно можам да дадам идеи. Билјана Миланова станува судија во 2004 година. На ФИФА листата влегува во 2011-та, а во 2016-та станува дел од финалето Светско првенство жени до 20 години. Што научивте од таму? Што донесовте тука и дали ви олесна и ви беше полесно потоа да Да донесам тука можев многу, меѓутоа федерацијата малку треба повеќе да застане за да и помогнеме на младите женски судики за да напред, за да има кој да не смени. Значи треба да се организираат семинари или нешто така, за да може да се учиме меѓу себе и да си предадеме знаењето.
женските се гледа дека помашки играт фудбал отколку мажите. Сега со новите инвестиции кај машкиот фудбал гледаме дека мажите играат само за пари, а не туку за фудбалот, за развојот на фудбалот. Елена Стоклевска-Илиевски е доктор на науки по кинезиологија и нејзината мисла водилка е следи го својот сон. Не се откажувај и ќе успееш. Пред да станам фудбалска судија, играв фудбал. Целиот мој живот сум инаку во спортот. И кога завршив со факултет во 2005 година од Општинскиот фудбалски сојуз во Битола добив покана да судам. Го прифатив предизвикот и јаве сум денес тука, кај што сум. Значи почнав од сите категории, од најмладите од петлиња, па ги поминуваш сите возрастни категории и сега сум на FIFA листа. Мотивот пред се кај мене од тоа што цело време бев казнувана поради офсайд позиција, бидејќи играв лево крило, односно напаѓач. И така на еден надпревар колегите, сега колеги, тогаш не ни беа колеги, ми рекоа да дојдам да видам дека од таа страна е сосема видикот другачи него кога сме фудбалери. И тоа беше причината што се запишав на курс за фудбалски судии. Ја исто сум судија у прва женска лига и мене ми е чест да судим со женски колеги и судинки. Како е горе, како што велите вие во Европа и колку сме ние далеку од таму? А ние не сме далеку од Европа, него ние правиме да сме далеку од Европа. Таму, значи, пред се најважно е комуникацијата со луѓето, правилата да се знаат, колку сме физички спремни, однесувањето наше, како ќе одсудиме надпреварот. Тамо, значи, никој не зборува за судењето од надвор од страната на играчите, од страната на клубовите, од тренерите, значи секој си гледа својата работа. Квалитетот на надпреварите многу е повеќе во другите држави него тука. Горе, што викаме ние, значи надвор во Европа, квалитетот на женскиот фудбал е многу поголем за разлика од нашиот и можам да кажам дека почитувањето на женските суди е многу поголемо. Значи тоа е она што треба да се промени овдека за да можеме да одиме и ние погоре, како и ние, така и останатите колешки што почнуваат сега да судат. Кога имаме цел и желба и знаеме што сакаме, многу лесно ќе го оствариме. Секогаш се водам од тоа дека никогаш не треба да се откажуваш од својот сон во животот, на колку и препреки да наидеш, пошто на овој пат е тежок или било кој останати, значи се што ќе почнеш треба да не се откажуваш, да поминеш се за да успееш на крајот. Компензирајќи помеѓу секојдневието и страста, овие три дами безрезервно ја негуваат љубовта кон најважната споредна работа во светот. Истовремено рушат стереотипи и докажуваат дека во фудбалот има место и за жени. По рекламите мој следен соговорник е шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН и генерален секретар Игор Јанушев. Дали сте подготвени да ги жртвувате и на некој начин да направите внатрешно проветрување од типот, например, во следниот парламентарен состав да ги нема Антонио Милошовски, Илија Димовски, Трајко Велјановски? Никој од нас не е венчан, така речено, за фотеља. Сите ние сме се одлучиле да се придружиме на ВМРО ДПМН, верувајќи во идеологијата која што застапува. Дали би влегле во влада заедно со Зоран Заев? Воопшто не размислуваме на таа тема. Иако изборната кампања се уште не е почната, можеби двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, веќе работат на терен. Караваните врват, се обидуваат да ги придобијат симпатиите кај граѓаните. Околу предизборието и за тоа со какви позиции ќе настапи на предвремените парламентарни избори. Во оваа емисија ќе разговарам со генералниот секретар на ВМРО ДПМН и шеф на изборниот штаб Игор Јанушев. Најпрво благодарам што издвоивте време за разговор. Благодарам на поканата. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН денове донесе одлука со кој го отвара патот за нови потенцијални пратеници кои нема да бидат, како што можев да разберам од вашиот лидер Мицковски на една од пресконференциите, нема да бидат исклучиво партиски кадри. Моето прво прашање, што ќе им правите на веќе
заседнатите и докажани партиски кадри? Видете, никој од нас не е венчан, така речено, за фотеља. Сите ние сме се одлучиле да се придружиме на ВМРО ДПМН, верувајќи во идеологијата која што застапува, верувајќи во принципите и се она што значи ВМРО ДПМН. Нормално е дека секој еден од нас да извршува една или друга функција, без разлика дали е таа партиска или државна, и дека во одреден момент треба да има известни промени. Дали сакате да ставите крај на дисконтинуитетот до сегашно и да се оттрнете од сенката на Никола Груевски? Видете, мислам дека во овие речиси 2 години како ново раководство на ВМРО ДПМН доволно јасно покажавме дека ние сме своји луѓе кои размислуваат со своја глава, размислувајќи и делувајќи врз основа на нашето животно искуство, нашето професионално искуство, за било кој да не поврзува со било кого. Ако видиме, нели, за најголем дел од нас, ние сме членови во ВМРО ДПМН повеќе од 20 на години. Сме имале прилика да бидеме долго во ВМРО ДПМН, да видиме различни луѓе на одредени позиции и сме виделе дека е нормално да има промени. Денеска сум генерален секретар, можеби за месец, 2 или 5 нема да бидам, можеби ќе се задржам повеќе години. Никој од нас не е венчан за фотељата, како што кажав. Дали сте подготвени да ги жртвувате и на некој начин да го во партијата да направите внатрешно проветрување од типот, например, во следниот парламентарен состав да ги нема Антонио Милошовски, Илија Димовски, Трајко Велјановски? Видете, јас не го гледам тоа како внатрепартиско проветрување. Нашето внатрепартиско проветрување, ако сакате да го кажете, односно се она што се случи во овие 2 години, се случија многу измени. Имаме, речиси, целосно нов извршен комитет со ново раководство. Веднаш од кога пред 2 години ова раководство превзема партијата после Конгресот, имавме генерален реизбор во сите општински комитети, така да буквално целата партиска структура уште во тој почетен период беше возобновена, имаме нови партиски комисии, дел од луѓето се од претходниот дел, голем дел од луѓето се нови, така да секој оној што има да придонесе, што има што да понуди со својот капацитет, искуство и професионален ангажман, секако дека е добре дојден да даде придонес. Дали одредени личности ќе останат пратеници, ќе се најдат на некои други функции или нема да се најдат, мислам дека е прерано да зборуваме. Дали лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски ќе биде носител на некоја од изборните единици? Па мислам дека е логично тоа да се очекува, но сепак да почекаме додека сето тоа нели јавно не се објави. Дали председателскиот кандидат професорката Сијановска ќе биде носител на листа? Мислам дека е прерано, иако ова е вака гледам доста интересно прашање и често се поставува во јавноста, професорката Сијановска го стави својот пол капацитет позади ВМРО ДПМН. Знаете дека и дел од стратешкиот тим на соработници на председателот Мицковски, меѓутоа во кој сегмент, каде ќе биде нејзиниот понатамошен ангажман по 12 април или пред 12 април, мислам дека е прерано сега да зборуваме на таа тема. Велите прерано, во политичките кулуари сепак се говори дека на листата може да се најдат и дел од луѓето кои упадна во законодавниот дом, Јовановски, Дурловски. Дали е точно дека за изборната кампања кај вас работат на изборната кампања Борис Дамовски, Мацановски, Трендо? Видете, тимот кој што работи програмата е предводен од професорот Реко Славевски. Во изработка на програмата се вклучени сите партиски комисии, меѓутоа се вклучени и сите граѓани на Република Македонија. Знаете дека веќе 2 месеци ги посетуваме буквално сите населени места во Република Македонија, каде што граѓаните ни ги соопштуваат своите проблеми, а ние земаме обврска да понудиме решенија за истите. Тука се партиските комисии, меѓутоа и сите ние кои што имаме познавања во одредена област, се со цел за да дадеме
квалитативен допринос во однос на самата изборна програма. Кој ќе финансира кампањата на ВМРО-ДПМН? Вашиот лидер категорично демантираше дека еден од финансиерите ќе биде господинот Орце Камчев, во ситуација кога вашиот имот на партијата е замрзнат. Кој од бизнисмените ќе застане за вас? Видете, од каде ќе црпите средства? После сите избори, всушност и со измените кои што лани го направивме на изборниот законник, ние имаме обврска како партија и во текот на кампањата, меѓутоа и по завршување на кампањата да поднесеме извештаи во однос на финансирање, меѓу другото и финансирањето на кампањата. Таму може буквално да се види од каде доаѓаат средствата и како е финансирана кампањата. Доколку било кој сака да финансира во кампањата, знаете дека непосредно пред изборите се отвора посебна наменска сметка. Таа сметка јавно ја објавуваме и секој што сака може да донира средства на таа сметка, нормално во рамки на законски предвидените работи. Со каква програма вие ќе излезете? Јас на вистина на економијата ќе се подпрете, на меѓународен план ќе ставите акцент, имајќи во предвид дека имате континуитет во однос, например, Преспанскиот договор, она што, например, го подпиша Заев и Борисов, договорот за добрососедство со Бугарија. Јас можеби малце поинаку би го преформулирал сето ова и можеби јавно треба да прашам зашто немаме континуитет, бидејќи ниту еден став кој што јавно сме го соопштиле во било кој начин на комуникација, значи ние сме останале доследни на тоа. И тоа секогаш ќе биде така. Доследни ќе бидете дека ќе поварате промена на договорот со Грција? Од друга страна, значи исто така во многу прилики јавно сме кажале на што ќе се базира програмата. Така да не се согласувам со вас дека не е познат нашиот став, тој е апсолутно познат. Нашата програма ќе се базира на работа и само работа. Работа на сите полиња, работа исто како да го имаме добиено датумот и исто како да бркаме исполнување на сите услови од сите поглави. Само така можеме да обезбедиме обнова на Македонија и да обезбедиме подобар живот за сите граѓани во Република Македонија. Она што ќе го понудиме ќе биде базирано на вистински вредности, на принципи и на реални работи. Значи нема да ветуваме нереални работи кои што знаеме дека нема да можеме да ги исполниме. Ние нема да лажеме за разлика од Заев, тоа е карактеристика негова, да лаже и да прифаќа буквално се само за да ги манипулира граѓаните за да остане, односно да дојде и за да остане на власт. Она што ќе го понудиме, тоа ќе го исполниме. Енуша, велите дека ќе останете доследни на ставовите кои ги застапувате досега и понатаму. Сме останале и ќе останеме. Ве прашувам, дали доколку дојдете на власт, ќе барате ревидирање на договорот со Грција? Видете, јавно кажавме, еве ќе повторам иако е десетици пати кажано. Доколку имаме мнозинство потребно во собранието на Република Македонија за промена на уставот, да, ќе го направиме тоа. Значи, ако имаме 80 партијници и доколку имаме бадентерово мнозинство, ќе го направиме тоа. Ако не, хипотетички вашиот лидер Мицковски стане премиер и ќе иде во Брисел на среда како премиер на Република Северна Македонија. Видете, има една добра работа која што можеби сте заборавиле, можеби ја памтите, која што професорката Сијановска ја говореше во текот на кампањата. Ние не сме варвари, не нема да земе чекан и да ги уриваме плочите кои што ги ставија на новите институции. Меѓутоа, ние ќе продолжиме борбата. Дали тоа ќе значи поинакви околности за 5, за 10 или за 15 години од сега, тоа мислам дека не може никој да ви го одговори. Меѓутоа, нашиот став да не се согласиме и да го сметаме за капитулантски договорот со Грција останува непроменет и ќе ги користиме сите средства, домашни, меѓународни, во склоп на законите, за да пробаме нешто да промениме. Дали ќе успееме и кога ќе успееме, ако успееме, тоа само времето ќе ни суди. Каков е вашиот став во однос на последните средби со меѓународните фактори? Што им велите? Дека државата оди во надолна линија? Што им велиме? Им го велиме она што... Речи си и Вашингтон и Брисел велат дека земјата направила значителен прогрес. Настрана што датум за почеток на преговори со Европската унија се уште нема. Видете,
Она што го говориме пред јавноста, она што јас денеска го зборувам со вас, тоа им го кажуваме и на сите представници на меѓународната заедница. Им кажуваме дека нема реформи, што всушност и самите го гледаат. Им кажуваме за криминалот кој што го прави оваа власт. Значи, само од кога се распиша изборите, пред нешто повеќе, односно се договори датумот за избори пред нешто повеќе од месец дена, имаме мал милион на коруптивни скандали. Хеликоптерите на Заев и Рашковски, 72 милиони евра. Имаме нови скандали во здравството. Се вработува како никогаш досега. Имаме многу преместувања на луѓе кои што на овој или на оној начин го поддржуваат ВМРО-ДПМН, особено во јавната државна администрација, по повеќе од 50 на 100-150 километри. И за сите овие пропусти нормално дека известуваме меѓународната заедница, односно нивните представници. Она што можам да кажам дека позитивно ме охрабрува на некој начин е дека тие ја пратат таа ситуација и се запознати речиси со сите овие работи кои што ние им ги пренесуваме. Може би премиерот Заев на некој начин ги следи... Да ве подсетам, извинете, и на предлог законот за забрана за јавни собири, како еден тотално недемократски чин, апсењето на новинари и се она што се случува во целиот овој изминат период. На два наврати, ако добро ве следев, видите корупција и криминал. Точно. Имате докази? Па мислам дека во повеќе наврати излегувавме, во повеќе наврати го повикувавме јавното обвинителство. Зошто? За јавното обвинителство работа, должност, обврска согласно уставот и законот е да го истражи тој криминал. За жал, тие луѓе таму, мислам дека за џабе ја земаат платата, бидејќи ништо не работат во однос на откривање на криминалот и корупцијата. Доколку победите на изборите? Немајте дилема во однос на тоа. Со кој од албанските партии ќе коалицирате? Тоа е прерано се каже, меѓутоа имаме сериозна комуникација со сите албански партии. Вклучувајќи и ДУИ, Алијансата на албанците и БЕСА? Значи, ние како ВМРО-ДПМН сме во комуникација со сите албански партии, да. И тие и сите останати. Да почекаме да завршат изборите, да видиме какви ќе бидат изборните резултати и нормално, пред се и над се, секој оној што ќе биде подготвен да ги прифати принципите на работа на ВМРО-ДПМН, нормално може да биде наш партнер. Како, например, би ги придобиле ДУИ кога и денеска зборите дека се дел од владина структура и во чии редови има криминалци, односно за кои се водат предмети? Видете, не сакам да се доведеме во ситуација како што сме имале порано, по поединци да се суди за мноштвото народ. Значи, секаде може да има исклучоци од било кој правила. Она што за нас е битно, оној, како што ви реков пред малку, оној што ќе ги прифати принципите на ВМРО-ДПМН, како треба оваа држава да се развива и да се обновува по 12 април, ќе биде добре дојден да ја формира владата заедно со нас. На почетокот на јануари ќе се формира пржинската влада. Дали веќе имате... На 3 јануари. На 3 јануари. Реков на почетокот на јануари. Дали веќе имате кандидати за министри? Кандидати секогаш има. Дали се познати веќе имињата? Не, прерано е и веројатно ќе бидат обзнаени непосредно пред 3 јануари. Пред 3 јануари. Да. Сега говориме за пржинска влада. Прашањето следно ми е доколку изборните резултати бидат плюс-минус речиси идентични. Дали вие сте подготвени за широка коалиција во која би партиципирале сите 4 најголеми партии? Видете, во овој момент воопшто не размислуваме за никаква широка коалиција. ВМРО-ДПМН ќе биде победник со доста сериозна разлика во однос на СДСМ и тоа е единственото сега што го имаме на размислување е како да зголемиме таа разлика и да имаме уште поубедлив резултат на изборите. И тоа е тоа што веќе го правиме, тоа е тоа што ќе го правиме во целиот овој период, буквално до 12 април. Дали би влегле во влада заедно со Зоран Заев? Само што ви кажав дека воопшто не размислуваме на таа тема. Оно што можам да забележам дека како едва и да чекате да дојдете на власт и да се
справите со сегашната владеачка гарнитура? Во првиот дел од прашањето сте во право. Меѓутоа сте сосема во погрешен правец во однос на причините за тоа. Да, ќе формираме новата влада и сакаме тоа да направиме затоа што знаеме како треба да биде подобро и умееме како да биде подобро. Бидејќи ако биде подобро, нема да биде подобро само за Игор или за Гораст, ќе биде подобро за сите во Република Македонија. А тоа е тоа што ни треба како граѓани на оваа држава кои што решиле да останат да живеат, да создаваат, да гледаат фамилии овде. Во спротивно, ќе треба сите да размислуваме да се иселиме како многу кои што се иселија и во огромен број се иселуваат од државата. Што ви им нудите на граѓаните за да не се иселат? Значи, зошто кажувам дека причините се тие? Секој кој што грешил треба да одговара. Реваншизам не. Меѓутоа, одговорност пред словото на законот да, за сите, буквално без никаков исклучок. И на крајот, Јанушев ќе биде ли еден министер? Не. Во првчинската влада нема да бидете министер? Видете, воопшто не размислувам дали јас, како Игор Јанушев, ќе бидам дел од влада или некаков државен функционер. Јас сум генерален секретар на најголемата политичка сила во Република Македонија, сум задоволен со мојата работа, ќе дадам се од себе да извојуваме што е можно поголем резултат на предвремените парламентарни избори на 20 април. Сум уведен во тоа дека ќе биде буквално така да доколку се разбира Централниот комитет и председателот на партијата на чиј предлог се бирам пред Централниот комитет се задоволни од мојата работа, ќе продолжам да се извршувам мојата работа. Доколку не се задоволни, нормално дека ќе следи промена. Ви благодарам за разговор. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО ДПМН и шеф на изборниот штаб. Следете на и понатаму. По париската средба на францускиот и македонскиот председател Макрон и Пендаровски, надежи и очекувања околу македонските евроинтегративни процеси. Поранешната хрватска министерка за надворешни работи Весна Пусич оценила дека францускиот шеф на државата Макрон недоволно го познава Балканот и дека Макрон се обидува да се стави во улога на главен играч во Европската унија. Еве сегментот од интервјуто кое го направив со Пусич за време на Белградскиот безбедносен форум. А целото интервју ќе имате можност да го гледате во следното издание на Трилинг. Još jedan element koji je jako prisutan, a to je da u tim raspravama se miješaju uvjeti za otvaranje pregovora i uvjeti za zatvaranje pregovora. I vrlo često, kad čujemo kritike od Francuske, koje su mnoge vrlo opravdane, da mnoge institucije još ne funkcioniraju kako bi trebale i tako dalje, to su sve kritike koje bi bile opravdane kad bi se tražilo da se zatvore poglavlja i da se primi zemlju u članstvo Europske unije. Ali u ovom trenutku to uopće nije na dnevnom redu. Na dnevnom redu je početak. A početak, kao što ja znam iz našeg, odnosno iz hrvatskog iskustva, početak za zemlje iz jugoistočne Europe, dakle iz ove regije, početak je ujedno i ozbiljni korak napred u izgradnji vlastitih država. I zato je za nas, pa onda bi rekla za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, ali i sve ostalo tako važno započeti te pregovore, jer oni za nas nisu samo ulaznica u neki fini klub ili ulaznica u neko dobro društvo. Oni su za nas strategija izgradnje institucija. A zašto deo zemljite členki na Uniјата се плашат од интеграција на земјите од Западен Балкан? Boje se, naravno. Boje se zato što su sa velikom euforijom integrirale prvu grupu zemalja istočne i srednje istočne Europe. 2004. Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, Slovenija. I to je promijenilo Evropsku uniju. Evropska unija sa tim zemljama je po temama kojima se bavi, po
težini postizanja konsenzusa, dogovora je drugačija s tim zemljama nego što je bila bez njih. Kasnije su ušle još Rumunjska i Bugarska, pa onda Hrvatska i sigurno nema nikakve sumnje da je teže sa 28, možda uskoro 27, ali 28 država članica nego što je sa 20 ili sa 12. Ali pitanje je što i koje su ambicije Evropske unije. Dakle, ulazak zemalja Zapadnog Balkana je projekt. Svakako zadaća koja nije lagana, ali je pitanje da li je ambicija da Evropska unija bude jedan proaktivni, uspješni projekt koji objedinjuje Europu i kao takav se afirmira kao jedna relevantna snaga na međunarodnoj sceni, ili je to klub prijatelja i više manje država koje u tom pogledu nemaju nikakvih prepreka, ajmo reći, za normalno funkcioniranje. Ja mislim da bi Europska unija trebala imati o sebi bolje mišljenje, da tako kažem. Dakle, tretirati sebe kao jednu relevantnu političku snagu, a to znači konsolidirati svoj teritorij. Jer države Zapadnog Balkana, koliko god bile komplicirane, sa poteškoćama, zapravo nisu, po mom mišljenju, proširenje. To je konsolidacija europskog teritorija i Europa bi morala biti u stanju da svoj teritorij pokrije. Proširenje Turska, proširenje Ukrajina, to je nešto drugo. Ali ovih 6 zemalja Zapadnog Balkana je zapravo na neki način pokrivanje vlastitog teritorija od strane Evropske unije i zato mislim da je to, naravno, životno pitanje, po mom mišljenju, životno pitanje za ovih 6 zemalja, ali ne samo za tih 6 zemalja, nego i za sve nas u široj regiji, ali da je i životno pitanje za Europsku uniju, jer se tu legitimira ili kao dobrovoljno udruženje država sličnog mišljenja, ili kao jedan veliki, ozbiljni politički projekt. Во ова издание на Трилинг, ТВ колумна на Катерина Ангеловска. Живееме во навистина радикално време. Можам слободно да кажам дека живееме во матрица на пишани и непишани закони, општествени норми, правила кои што едноставно не ни дозволуваат да растеме и да ги искористиме оние внатрешни потенцијали кои ги носиме во себе. И сметам дека тоа е еден од најголемите предизвици на ова денешно време, да бидеме свесли, будни и да можеме да екзистираме во оваа околина во која што живееме. Будење на свеста е едноставно можност да се повторно вратиме на оние корени, да се разбудиме, да ги поттикнеме нашите потенцијали кои што се во нас и едноставно да се исцелиме. Будење на свеста е всушност можност да се вратиме на нашите корени, можност да повторно да се спознаеме себе си, но да ја спознаеме онаа внатрешна природа која што едноставно сметам дека е малку заспана, затоа што материјалниот свет не води со сите нејзини алатки со кои што во денешницата живееме. Навистина сме во дигитално време кога се ни е достапно како информација, но информацијата што ќе ја добиеме не е исто и она што ќе го искусиме лично како искуство, ќе го доживееме како искуство. И во ова денешно време на дигитална ера е едноставно незнаењето е избор. Дојдено е време да ги поминеме и да ги доживееме и да
почнеме да функционираме на еден поинаков начин кој што ќе ни даде слобода, ќе ни даде мок, ќе ни даде можност да поедноставно ги надминеме предизвиците со кои што се соочуваме во една поинаква средина. Една од клучните работи во будењето, според мене, е преземањето на одговорност, преземање на 100% одговорност за сопствениот живот и сопствените резултати, затоа што се започнува од нас. Доколку сакаме да ја видиме промената во светот, трансформацијата секако започнува од нас. Луѓето се толку окупирани со негативности и со негативни мисли и со барање на изговори, покажување на прст, барање на одговорност во другиот и секогаш бараме дека некој од надвор треба да ни ја реши нашата судба, дека некој од надвор ќе ме направи среќен, дека некој од надвор ќе придонесе јас да се чувствувам убаво или неубаво. Но знаете дека 100% одговорност за сопствениот живот е еден од главните фактори за почеток на будење на свеста. Затоа што за да стигнеме до она совест за која што претпоставувам дека мислите, потребно е првен да разбудиме нашата свест, затоа што свеста е повеќе оној психолошки наш момент, односно психолошкиот момент на човекот, каде што имаме нели свест и подсвест, а совеста е повеќе насочена кон оние морални насоки кои што ни се дадени од општеството во кое што живееме и екзистираме. И многу добро ми поставивте прашање. Потребно е да се трансформираме за да стигнеме до она совест за која што сите посакуваме и да го направиме навистина ова место за живење да биде многу подобро. И патот е да почнеме да се свртиме кон себе си и да престанеме да бараме изговор и да бараме кој е виновникот. Се е енергија и меѓу другото и мислата е енергија. Оваа прекрасна книга Будење на свеста ја напишавме заедно со мојот животен партнер Радован Витошевиќ. Оваа книга ја пишувавме повеќе од година дена и можам да кажам дека идејата за оваа книга беше на Радован, а заеднички ја изреализиравме. Иако патот не беше едноставен, затоа што се соочивме и двајцата со предизвици, како индивидуално, така и заеднички, меѓутоа излезе навистина добро и многу сме задоволни. Се надевам дека во изминативе 45 минути го задржавме вашето внимание со интересни соговорници и теми. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, недела 19 часот на телевизија 24. Не заборавете, репризното издание на емисијата е четврток по вестите во 22 часот.